Па ќе разговараме за една тема мощно интересна, тоа е тема од мојата најнова книга, Моќта на умот, моќта на срцето. Ќе продискутираме за важноста на чувствата, на емоциите, колку тие треба да не водат во љубовта, колку е значаен разумот, умот, колку треба да ги спознаеме нештата, питаме кон мудроста, потоа ќе преиспитаме па колку страстите го доминираат човекот, за да завршиме со духот. Нешто што е највредно и всушност преку кое произлегуваат сите овие вредности. Кога човекот ќе дојде до таа духовна хармонизираност, тој ќе уме и да ги води своите емоции, тој ќе уме да се користи со својот разум, тој ќе уме да ги неутрализира своите страсти. Во тоа е првичната концепција, сега нормално се зависи од инспирацијата, од тоа говорење, што се ќе се појави како опција. Колку ќе говориш промишljeno да бидат со добродојдени на овие теми, затоа што навистина се Па темите се специфични, тие асоцираат на тие подлабоки духовни вредности. Човекот треба да има одреден капацитет да проникне во сето ова, да се отвори за сознанијата. Прашањето колку ние сакаме да се отвориме за сознанијата, кои што се повеќе кон духот, а помалку кон телото. Всушност, очекувам да има одредена посета. Сега знаете, секојаш кога се базира за храна на душата, луѓето како тоа да го игнорираат. Секојаш кога се работи за нешто што е добро само за телото, луѓето одат повеќе кон тие манифестации. може би порано имаше некој скептицизам околу астрологијата и директни секојдневни работи кои што ги поврзуваме со тоа. Што мислите со тек на време дали има повеќе прифатеност или повеќе да се цени кој дел од феномените, да речеме? Па астрологијата оди напред, веќе се проучува интердисциплинарно на многу факултети, универзитети, има премногу учени луѓе кои што ја бранат незината меродавност. Кај нас делумно е застапена, веројатно затоа што и по медиумите не се остава простор, но јас веќе астрологијата работам по една по-духовна, по-научна основа, не низ призма на хороскоп, на забава, туку нешто што ќе го поттикне човекот се себе спознае. Веќе не е случајно што е роден тогаш, што има такви констелации, што е тој подзнак, сето тоа дава одредена структура, но астрологија како астрологија, која принесеш од научен аспект, не може да биде блиска до човекот. Затоа често и во тие мои книги, посебно во таа астролошки патокас, ги анализирам зодијачките знаци. Значи, структурата на човекот, зашто е роден во ракот, кои болести, кои предиспозиции, кои околности. И од тука веќе се оди кон наталната астрологија, која што е лична и она посуштествена. Но според мене астрологијата постепено ќе го заземе своето место, па и со вакви предавања кај што овој пат нема да ставиме акцент на астрологија, да ставиме на филозофија, психологија, духовност, мудрост. Може би токму заради тоа што луѓето не доволно се запознаени со астрологијата. Се ако одиме на незината интенција, може би нема да има толку публика. Ама тоа не значи дека темите за духовноста, за мудрост исто така ќе привлечат публика. Едноставно, мојата интенција е да бидам активен, ете ме покани општина Струмица, да принесам нови сознанија, да иницираме нешто што ќе му помогне на човекот да допре до себе си. Човекот бира дали ќе се определи да се следи себе си, да се развива низ духовно мудра поука, или пак човекот ќе иде, ќе вегетира, ќе очекува нешто да му се случи од небото. Главна иницијатива, тенденција да учиме. Учиме од животот, учиме од природата, учиме од блиските, учиме од книгите, учиме од предавањата. Едноставно се отвараме за енергијата. Тоа е главната поедовна варијанта, да вметнеме некои вредности. Кој како си љуби, кон тоа ќе се стреми. Ако добро сте помине денеска, тоа значи дека почувствате да гледаме навака? Па се надевам, јас може да има и други покани, ете во некои други општини исто изразија покани. Во недела ќе гостувам во Ново село, во 18 часот ќе одржам предавање во Домот на културата, Велес покажува интерес, Охрид има исто така тенденција, Брвеница, па и некои други општини. Се надевам дека оваа идеја, каде што ја фаворизираме етиката, мудроста, сознанието, патот кон себе си, ќе вроди со плод, бидејќи знам од некои други мои настапи по медиумите, луѓето се желни за вакви теми, сакаат да ги сослушаат. Сега, колку и ќе посетуваат е второ прашање. Па таа книга веќе е пред крај, се уште не е објавена. Имам 4 книги објавени, тие книги добро се продаваат, во Скопје се едни од побараните книги. Кога ќе ја завршам таа книга, веројатно ќе дојдам да ја промовирам тука. Интересна книга, тука правам еден спој на астрологија со мудрост, со филозофија, каде што зодијачкиот знак дава одредени поуки. Мада тука користам и некои идеи од мудреците, да речеме. Ниче кажал некоја размисла, Шопенхауер кажал, Кант кажал, и сега јас ја објаснувам, но из призма на знакот. Како тоа знакот да го кажал. И сега ракот има една филозофија, лавот има друга, да ги поттикам луѓето првично да видат зашто се родени во тој знак и што тоа носи како стил на живење, и при тоа да видат и како мудрите луѓе размислуваат, да ги натераат луѓето да почнат се себе спознаваат. Без себе спознавање нема напредок во животот.
И едно прашање така можеби неформално кажано. За град Струмица можеби некоја астролошка енергија што ние не ја знаеме според вас? Па секогаш е позитивна, Струмица е многу отворен град со позитивна енергија, со позитивни личности. Се надевам личности отворени кон вистинските вредности, со тенденција значи да вложуваат во себе си, да градат љубовта, градат чувството кон традицијата, кон семејството. И во случајов верувам дека тој натален хороскоп на Струмица навистина можете позитивен и прекрасен.